we are not alone. Yes, it's confronting. It's an extraordinary allegation. I too have had a lot of trouble believing it. When I heard the things that Dave Grush told me, I was shocked. And yes, in some cases, I was scared. I still am. There's been a concealment of the existence of multiple species of non-human intelligence to this planet. Incredible as it may seem, the United States government are in possession not only of non-human technology, craft and other technology, they're also in possession of alien bodies. I have spoken to people who have told me that they have seen alien bodies. Incredible as it may seem, Roswell was true. I don't care if people say this is crazy. I don't care if people laugh or ridicule it, because I know from the sources that I've spoken to, this story will eventually come out. Новинарот што го интервјуираше свиркачот Дейвид Граш, доскорошен висок разузнавач, кој тврди дека Америка има летала од нечовечко потекло. Пилоти од тие летала има тајни програми за обратен инженеринг на таа технологија. Во интервју со Расел Бренд вели дека имало и дипломатски договори со вонземјани. I've heard recently that there are diplomatic relationships between the US government and extraterrestrial nations. There are diplomatic and that have gone all the way back to Roswell, that Roswell was real, that they have live extraterrestrials, that there are different extraterrestrial nations that the governments of the world have been in touch with for 50, 60 years, that this is the mind-blowing, epochal, paradigm-shifting story the world's been waiting for. Now, you've written about this subject, Ross, so you've got to know a lot more than you're letting on. What revelations, I'm scared as well, Ross, what revelations are you prepared to give us here? Okay, well, I mean, the simple fact is, what you just detailed there, Russell, is what David Grush alleged to me in the News Nation interview. Австралискиот новинар, петкратен добитник на престижната новинарска австралиска награда Вокли, Рос Колдхарт, вели дека покрај тоа што имало дипломатски договори со вонземјани, има докази и дека знае дека научници имаат на дофат вонземски летала и се обидуваат да дознаат како функционираат. I've heard this from US intelligence officials, Defense Department officials, scientists who have literally touched the side of these craft. Како што се наближува официјалното објавување на вистината за тоа дека не сме сами, како што се одвиваат процесите во Конгресот и Сенатот на САД во оваа насока, кои се прашањата што уфолозите со години сакаат да бидат одговорени. Веќе добро сме ве информирале за сите случувања на оваа тема и често пати сме го поставувале прашањето зошто е целото прикривање на вистината, дека не сме сами. Дали во последните 80, можеби и повеќе години, војската криела дека има вонземски летала и дека работи на нивно обратно инженерство, мислејќи дека луѓето не се спремни за таков шок. Ако размислиме што се издржа човештвото, можеби и е спремно на такви информации. Човештвото не беше спремно и за сите војни што се случија, за над 2000 детонации на атомско оружје, за расна дискриминација, климатски промени и стотици други глобални проблеми. Што се случи во 2019, 20 и 21, или можеби пандемијата беше последниот тест. Дали прикривањето било ради овоземските непријатели на САД или можеби некои други? Замислете во текот на студената војна некој од овие неидентификувани летала да вклучи интерконтинентални нуклеарни ракети и замислете за тоа да дознае непријателска земја со нуклеарни капацитети и таа земја превентивно да лансира такви интерконтинентални нуклеарни ракети. Пријавени се огромен број на случаи во кои овие летала се појавуваат над нуклеарни воени инсталации, па дури и во некои случаи си поигрувале со командите на овие капацитети. Како војската би реагирала на вакво нешто? Сигурно би работела на заштита на својот народ, со тоа што ќе развива напредни оружја со кои би му се спротивставила на неидентификуваните летала. Во овој контекст, директорот на одделот за проучување на НЛО во Пентагон АРО, доктор Шон Киркпатрик, во негово неодамнешно интервју беше запрашан од што најмногу се плаши, а неговиот одговор беше од технолошко изненадување од земските и воземските потенцијални непријатели.
Дали сега војската има толку силна и напредна технологија, што и не е повеќе битно дали било кој непријател знае за таа технологија? Дали досега не им било дозволено дури и на оние малкуте која знаеле вистината да ја објавуваат? Дали единствено војската ја прикривала вистината од патриотски причини? Дали тоа го правела за да може поефективно да го заштити својот народ? Кога луѓето зборуваат за вакви работи, претежно заземаат негативен став кон војската, но запрашајте се, дали тие немаат семејства, дали тие не ја сакаат својата земја, својот народ? Оној што се пријавил да му служи на својата земја, свесен дека може да го загуби својот живот за неа, тој човек нема задна намера. Барем треба да сме свесни дека повеќето од нив се добри луѓе со силни патриотски чувства. Не можеме да веруваме дека сите имаат задни намери. Тоа едноставно не е возможно. Но војската можеби има и друг проблем. Што ако во тоа обратно инженерство биле фаворизирани само неколку приватни компании, без никакви тендери со тајни договори? Доколку се дознае за такво нешто, тоа би бил голем проблем. До кој степен војската досега успеала да искористи наводната вонземска технологија? Какви летала поседува? Во 2001 и 2002 година Гери Мекинон го изврши најголемото хакирање на воени компјутерски системи на сите времиња. Мекинон беше обвинет за хакирање на над 2000 воени компјутери на САД и НАСА во период од 13 месеци, помеѓу февруари 2001 и март 2002, и тоа од куќата на тетката на неговата девојка во Лондон, користејќи го името Соло. Американските власти со години бараа негова екстрадиција од Велика Британија, но премиерката Тереза Меј не го дозволи тоа. А што откри Гери кога ги хакираше американските воени компјутери и компјутерите на НАСА? Меѓу другите интересни работи тој откри и цитирам: список на нетерестријални космички американски офицери. Затоа повторно е интересно прашањето до кој степен војската досега успеала да ја искористи наводната вонземска технологија. Без разлика кои се одговорите на овие прашања, едно е сигурно: ова е технологија со несогледливи последици врз нашиот свет. Сепак вистината за постоењето на вонземски цивилизации, за нивниот интерес на нашата планета и за човештвото изгледа дека забрзо ќе биде обзнаена. Впрочем, токму тоа го бара и Американскиот Сенат, со амандман во закон предложен од лидерот на мнозинството во Сенатот Чак Шумер. Тој во текстот од законот бара објавување на сите информации за нечовечка интелигенција, за нивната технологија, и јасно во текстот од законот бара војската, цитирам, да направи план за контролирано објавување на вистината.